Почитувани гледачи, поздрав од студиото на телевизија Кочани. Ни продолжуваме со емисијата Отворено, со серијата на емисии Отворено, во кои разговараме со политичари од политичкиот живот во нашава држава, главно во овој период со партиски лидери. Председателот на Социјалистичката партија на Македонија е една од најпрепознатливите партии во државата, бидејќи би рекол во темелите на плурализмот во државата. Љупчо Димовски е наш гостин во студиото. Ви посакувам добре дојде во телевизија Кочани и воопшто во Кочани и регионот. Добро најдов. Драго ми е што сум гостин во вашата телевизија, а особено што сум повторно присутен во регионот каде што често пати доаѓам, имам многу пријатели, блиски и едноставно сакам да сум меѓу луѓето. Така. Вие сте начела на партија која пред вас имаше лидер познат по економијата и воопшто еден од најпопуларните политичари во државата. Како е да се води на таква партија која на почетокот реков е мощна, впечатлива од аспект на тоа дека е втемелена во оној плурализам, во онаа почетна би рекол демократија во државата? Па вака, Љубислав Иванов Дзинго беше институција сам по себе, голем стопанственик македонски, кој што целиот свој живот и сето свое знаење го вложи во еден голем систем во рударскиот комбинат Силекс, од кој што со тек на време направи чуда, односно пример како треба да функционира една компанија. Но во исто време тој се занимаваше и со други работи, заради тоа што како карактер, како човек, како интелект е со широки светогледи и во делот на спортот, односно македонскиот фудбал, Страстен највеќе неговиот Силекс. Неговиот ангажман во политиката претходно како долгогодишен пратеник прво во Сојузното собрание на бивша Југославија, а потоа како еден од најдолгогодишните пратеници во собранието на современата Република Македонија. Една крупна фигура, стопанска, политичка, секаква. И за мене представува прво голема чест што сум начело на партијата после Љубислав Иванов Дзинго, ама во исто време тоа значи многу голема одговорност заради тоа што стандардите кои што ги има поставено Дзинго се навистина многу високи и треба напор за да се одржува партијата. Инаку би можел да кажам дека Социјалистичката партија не е веројатно, туку сигурно е една од најстарата политичка партија во Македонија. Уште од времето на развојот на социјалистичката мисла кон крајот на 19 век, значи некаде 1892 година, со интензивното започнување на работење и ширење на идејата од страна на Васил Главинов и сите понатаму социјалисти македонци кои што со тек на време се зашлениле во организацијата заради тоа што само преку организацијата, мислам на ВМРО, можело да се постигнат целите кои што се иманентни за секој народ, така и за македонскиот во почетокот добивање на автономија, а понатаму независна држава Македонија. Така. Ги следите сигурно сите будно овие процеси во државава. Каде тренала Македонија за да стигне до Европската унија со тие преговори со Бугарија, со претходно со Грција и оние договори кои се потпишани во меѓувреме? Жал ми е што ќе го кажам ова, меѓутоа Македонија е на беспаќе. Македонија прво уште од своето самостојување ги дефинираше своите стратешки определби, односно цели. Тоа се однесуваше на нашите евроатлантски интеграции. Платиме огромна цена за да станеме членка на НАТО алијансата, но ставени сме во ситуација од едно неразумно раководство на државата, самите себе си да се обезличиме и буквално како со гума да се избришиме. Затоа велам дека Македонија се наоѓа во едно беспаќе, заради тоа што ниту можеме да одиме лево, нити десно, нити напред, нити назад.
Но народот ни случајно не смее да се чувствува дека е безпомошен и дека некој друг ќе треба да носи одлуки за него. Мислам дека веќе ние сите карти ги имаме потрошено со оваа моментална политичка номенклатура. Државна не можам ни да помислам да кажам, заради тоа што Д од државност нема. И народот е тој кој што треба да ги носи одлуките. Всушност на референдумот со неговата неуспешност народот го кажа својот став, меѓутоа и во една таква ситуација, за едно такво сериозно прашање, номенклатурата македонска или сега веќе за нив северно македонска, не за мене, не е за сходно да го послуша гласот или волјата на народот, туку повторно се послужи со наводна и троштина или некаква си мудрост, која што видовме колку е мудрост, и едноставно бевме ставени во ситуација со формирање на така нареченото двотретинско мнозинство во собранието да бидеме ние македонците надгласани и на тој начин да се прво отвори пакетот за уставни измени и на крај после одредено време на второто гласање да се изгласаат уставните измени. За жал. Сега сме во една таква ситуација од пустата желба да што побрзо не влеземе, туку да ги започнеме разговорите за полноправно членство во Европската Унија и еднината на Македонија, да ја подредиме на кариерата на еден човек или на една номенклатура околу него, да сме ставени во ситуација да правиме најсериозни можни отстапки кои што на секој здраворазумен човек не сме да му паднат на памет. Но реалноста е таква во Македонија. Ние како опозиција или во случајов како социјалистичка партија жестоко се противиме. За сето тоа, впрочем, нашиот став е многу познат. Ние по самата историска траекторија која што има социјалистичката партија, преку развојот на социјалистичката мисла, преку сите оние дејци во минатото, почнувајќи, како што кажав, од Васил Главинов или преку македонецот од Кукуш, нашиот идеолог, Гоце Делчев, или Даме Груев, или Никола Карев, или Ѓорче Петров, значи сите тие припаѓале на социјалистичкото крило на организацијата на ВМРО, па преку Народно-ослободителната војна од 1941 до 1944 година, кога жестоко сме се спротивставили на бугарскиот фашистички окупатор, преку Народно-ослободителниот фронт, кој што е всушност зачетокот на постарите гледачи сигурно ќе се сетат на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија и еве сега како наследник на тој социјалистички сојуз, Социјалистичката партија на Македонија. И ја ќе се задржам само на 2017 година, кога многу сериозно работевме, поттикнати директно од председателот Љубисав Иванов Дзинго, да ја одработиме сеопатната македонска платформа за зачувување на македонските национални и државни интереси. Тој текст, таа платформа, ние понудивме на двете, во наводници кажано, најголеми политички партии во Македонија, и на ВМРО-ДПМН, и на Социјалдемократскиот сојуз. За жал, од страна на Социјалдемократскиот сојуз не бевме удостоени со никаков одговор, а со ВМРО-ДПМН интензивно работевме заради тоа што меѓу останатото, уште од 2004 година, кога ние започнавме да разговараме и кога всушност ја воспоставивме основата за коалицијна соработка, со текот на времето ние таа соработка само дополнително ја зацврстуваме. Со оглед на настаните од 2017 година па наваму,
Мислам дека таа соработка, како никогаш до сега е цврста, соработка која што е заснована пред се на меѓуседната доверба, која што имаме не само во раководството на партијата, од времето на покојниот председател Љубица Фабијанов Дзинко и претходно председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски, па и сега, уште повеќе, помеѓу мене како председател на Социјалистичката партија и господинот Христијан Мицкоски како председател на ВМРО ДПМНЕ, тоа се однесува и на целото раководство, на целата инфраструктура и апсолутно сведено на локално ниво помеѓу општинските организации на СПМ и општинските комитети на ВМРО ДПМНЕ. Сакам да кажам дека националните интереси се врзиното ткиво за овака успешната соработка во коалицијата. Значи, не сме само ние во коалицијата со ВМРО ДПМНЕ, коалицијата брои повеќе од 20 политички партии кои што активно учествуваат, но јас зборувам само за релациите кои што ги имаме ние. Задоволство е да се работи во една таква коалиција заради тоа што доживеавме големи успеси, остваривме големи работи, преку нашето учество во владата на коалицијата тогаш за подобра Македонија, сега обнова на Македонија, затоа што обнова на вистина на Македонија е потребна. Зошто? Заради тоа што за изминативе 4 години сето тоа што беше изградено во претходниот период од 45 до 90 година, а после тоа во изминатите 11 години кога нашата коалиција имаше можност не да владае, туку да раководи со државата, да успееме да ги изградиме сите оние капитални објекти и да го подобриме стандардот на граѓаните, да ја развиваме демократијата, и сето тоа што се оствари за овие 4 години, све е срушено. Е уништено. Тоа ми беше следното прашање, бидејќи вашата партија главно дава акцент на економијата, на стопанството, на развојот. Тоа е традиционално поврзано со Социјалистичката партија. Каква е сега состојбата во државата? Рековте дека се е разрушено, урнато. Како стоиме економски? Некако стоиме, односно слушаме само за задолжување и задолжувања. Тука стопанство рече си го нема нигде. Јас мислам дека оваа ковид криза им дојде ко добродојдена на власта заради тоа што некако се обидуваат да ја сокријат својата немоќ. Се припишува на кризата, фактично. Да, на кризата, а всушно станува збор за целосна некомпетентност и неспособност и неработливост. Втората една работа, ако може да се признае нешто дека е успешно кај оваа влада, тоа е лоповлукот. И тоа се 64% задолженост на Македонија од бруто домашниот производ. Тоа е огромно, тоа е голем ризик прво. Ние веќе се движиме, ако на времето како пример за задолжување и за задолжена држава ни беше јужниот сосед Грција, сега сме ние на добар пат да бидеме слика и прилика и полошо дури, заради тоа што ние немаме урнисано стопанството. Повеќе од 1,5 милијарда евра ги нема. Ама буквално ги нема. Значи, не се знае каде се потрошени. Ако имаме инфраструктурни објекти, ќе речеме, добро, еве, изградени се патишта или некои згради и објекти, ама ништо не е изградено. Буквално ништо не е изградено. Едноставно немаме одговор каде се отидени парите. Кога ќе дојде време, некој сериозно ќе се поти за да даде одговор на сите прашања кои што ќе сега уште се поставуваат не само од политичките фактори или политичките партии, туку од граѓаните и од самиот македонски народ. Мислам дека е крајно време да се размислиме и да се стави точка, да се стави крај на сето ова безумие, заради тоа што гледате, нема ден да не се воведе некој нов данок.
или некоја нова такса. Нема ден да не поскапи некој производ. Сега, доколку се оспари ова со зеленава такса, тоа најмалку нема да биде наменета за тоа што наводно ќе се собира за екологијата, како сега им текна на екологијата. Тоа е нов арач, не знам кој го кажа тоа, дека всушност тоа представува данок во крв. Епа и точно е дека е данок во крв заради тоа што народот повеќе нема пари од каде да плаќа. Значи, се враќаме на велосипеди и на тротинети. Па тоа го предлагаат и самиот премиер, демек може да се возат велосипеди, а не да се вози заради тоа што ќе поскапи бензинот и нафтените деривати, меѓутоа ние имаме направена гасификација, не, и тоа е закочено. Значи, ние сакале, не сакале, главниот енергенс за стопанството ни се нафтените деривати. А ако дополнително ја зголемиме цената, тоа ќе значи дека све што се произведува ќе има зголемена производна цена. А тоа ќе значи дека и крајната финална цена ќе биде исто така зголемена. И ќе удри по джепот на условот на граѓаните. Да, а тоа е условот за кој што се уште граѓаните не се свесни дека ние полека ќе влеземе во спиралата на инфлацијата. Повозрастните граѓани сигурно се сеќаваат од времето на Југославија, кога на дневна основа неколку пати се девалвираше тогашниот југословенски денар, динарите, да, не дај Боже да влеземе во такво сценарио. Не дај Боже да влеземе, меѓутоа со овакво безумно задолжување за се и се што, со безумно наметнување на нови дополнителни такси, даноци и така натаму, прашање на време кога ДДВ-то од 18 ќе се покачи на 20 и не знам колку проценти. Прашање на време е. Зошто? Затоа што власта или владата има таква жед за пари, за финансии, да покрај сите задолжувања што ги има направено сите извори, ја мислам дека ќе дојде време кога нема да постои странска меѓународна институција која што ќе биде во состојба, односно да има доверба да ни додели пари. Ќе треба да се задолжуваме веројатно кај приватните институции, а таму каматите се ситуација таму устоите се безмилосни. Да. Но еве овие се хипотетички црни сценарија на кои што ние сите треба да бидеме свесни и не случајно е гласот на опозицијата, односно повикот на опозицијата дека не треба ние да бараме или да ја приморуваме владата да се повлече, да изврши демисија, оставка, туку таа влада ден поскоро тоа треба да го направи. Зошто? Заради тоа што штети прави само на државата, штети во стопанството, ајде тие и некако ќе се санираат, меѓутоа направи неверојатно сериозни и големи и длабоки како лузни и рани крвави штети по националните интереси на македонскиот народ и на македонската држава. Тоа ниту може да се прости, нити има начин да се заборави. И тоа има импликации врз вкупните состојби економски, стопански, бидејќи кога една држава не е стабилна во тој дел, многу тешко дека и кога доаѓаат странски инвестиции, дека луѓето ќе имаат оптимизам да инвестираат. Еве ќе потсетам, нели услов меѓу другото, откако ќе влеземе како членки во НАТО, дека сите инвеститори едва и тоа го чекаат да дојдат со својот капитал да инвестираат во Македонија. Да се случи нешто. Ништо. Една цигла не е ставена. Значи треба да се направи нешто друго. Да. Но амбиент квалитетен. Основната работа е тоа. Да. Ама основната работа е државата воопшто да не се меша во проекциите и во проектите на инвеститорите. Сега во оваа ситуација инвеститорите прво што треба да направат е да дојдат во влада и таму да бидат подврнути на посебни барања кои што немаат врска со инвестицијата, со бизнисот, со економијата, со стопанството. Зошто толку од сите тие инвестиции кои што ние успеавме во сите тие слободни индустријски зони да ги донесеме, полека сега една по друга ги затворат капацитетите. Последната работа беше тоа што со фанфари се трубеше дека
имаме зголемување на инвестициите. Не, тоа беше реинвестирање. Добивката која што беше остварена, повторно остана во државата. Ама тоа не е нова инвестиција. Да. Сега и тоа веќе го немаме. И ние, за разлика од соседна Србија, која што е регионален джин стопански и со привлекување на странски инвестиции, ние сме сега едно обично џуче со некои си едва и 100 милиони евра годишно да се инвестира. Не знам кои се тие компании кои што се имаат одлучено да вложат свој капитал во Македонија во услови кога владата е генератор на нестабилноста по било која основа и во стопанството, и во економијата, и во поширокиот општествен живот. Така. Добро, имам впечаток дека владата, власта, како сакате, многу силно труби дека се оди напред, дека се е добро, дека едноставно се блеска и се е позитивно, а дека опозицијата некако помалку опоменува на сите тие негативни состојби. Дали можеби тоа е поради концентрацијата на мој кмиг, другото и во информативниот сектор, па се ги користат максимално? Ние сме дефинирани како хибриден режим. Значи, тоа не е квалификација на опозицијата. Или на Љупчо Димовски? Или на Љупчо Димовски. Тоа е дефиниција од најавторитетните меѓународни институции кои што Македонија ја имаат сврстано на 114 место според корупцијата која што е канцерогена и која што буквално ги има зафатено сите пори на животот во државата, со гушење на медиумите, со диктирање буквално дежурен човек од власта да биде фактички главниот уредник и одговорен во секој од овие медиуми. Значи, целосна контрола. Има 2-3 искри, односно многу малку, не се ни 3 искри, кои што вака зрачат во тој медиумски простор, меѓутоа и нив им се прават критичка мисла, да. Од друга страна, опозицијата не е тивка, ние во собрание водиме без... Река во споредба, не дека е тивка. Да, безпоштедна битка. Ево ја сега доаѓам од собрание. Пред овој, за крајно изревотиран. Ќе ви кажам сега неколку работи. Прво, не може да собранието е највисоката демократска институција во државата. Таму има 120 подеднакви пратеници. Нема председател на собрание 119 пратеници, него 120 пратеници. Не може некој да се изживува врз пратениците на одреден ден, да има закажено 2 пленарни седници и во текот на започнување на тие 2 пленарни седници да менува и да го надополнува работењето на собранието со нова 3-та пленарна седница. Тоа не е сериозно, тоа не е одговорно, тоа всушност говори на односот и на ставот кој што ги има мнозинството или власта кон самото собрание како највисоко законодавно тело во државата, тело кое што треба да ја контролира извршната власт, значи владата, ама собранието се наоѓа во подредена ситуација заради тоа што така владата смета дека треба да биде, а по тој основ се показани сите демократски права на граѓаните кои што го дале гласот. Не само за пратениците на опозицијата, туку и за пратениците на мнозинството, какво такво, со 62, значи никакво, мнозинство непостоечко, затоа и оваква е ситуацијата, затоа и ние сме обвинувани наводно дека го кочиме и обструираме собранието, не е точно, тоа е пред се последица на неефикасноста и некомпетентноста и некадарноста на така нареченото мнозинство да може активно да работи во собранието. Не сме ние виновни што носат катастрофално лоши закони, кои што ние ги цениме дека се спротивни на интересите на граѓаните, на интересите на државата, на интересите на нацијата. И имаме ние право да, на своje мислење и право да бидеме против. Како што тие имаат обврска и право да бидат присутни во собранието. Сега дека не си го сменат односот подценувачки и онаа ароганција што имаат, и додека не седнат да разговараат заедно со опозицијата,
затоа што прво опозицијата треба да се сослуша кои се незините ставови и мислења, кои се незините предлози. И доколку се оцени дека тие предлози се реални, тие треба да бидат и прифатени, а не амблок се што доаѓа од опозицијата да биде отфрлено. Нити се најпаметни, а не се, заради тоа што со одговорност можам да тврдам дека умот, знаењето и паметот е на другата страна. Не може со врвни интелекти, кои што се во пратеничките клупи и доаѓаат од опозицијата, да бидат ставени во ситуација да некој со нив се изживува. Да се врвни интелекти со кои што државата треба да се гордее. Тоа се интелекти на државата, да. Треба да се почувствува почестено заради тоа што тие со своето присуство и со учеството фактички го збогатуваат и прво демократијата во државата, а на крајшта придонесуваат да се носат квалитетни законски решенија кои што ќе бидат и во интерес пред се на граѓаните и на државата. Таква е ситуацијата во собранието и сега ние очекуваме да бидат подруги приликите во државата. Не може да бидат. Значи, матрицата на однесување е таа, матрицата на размислување е таа, и сето тоа мора да биде прекинато. Така. И таквата ситуација најчесто или редовно досега ја користи албанскиот фактор во државата, кој денове читав дека, да речеме, има освоено 5% или 6% од гласачкото тело, а има 35% власт во рацете, би рекол, преку нивните кадри. Така е. Прво, членовите на Социјалдемократскиот сојуз треба да си бидат свесни дека СДС не е тој кој што владее со државата, кој што кажуваат тие, туку тоа го прави нивниот коалиционен партнер. Како раритет е тоа да имаме ние прв подпредседател на владата, што во уставот не е содржано. Значи, функција која што е противуставна, не е законска. Ама, значи, ако е прв, тоа е до премиерот. А за многу работи одлучувачки е неговиот збор и став. Помалку е битен ставот на премиерот или на останатите членови на владата. Така, иако политички, да речеме, во струга настапува, би рекол, премногу слободно, креирајќи си некоја посебна политика. Мислам на дивоградбите и поддршката што му даде на Мерко. Па што да кажем, мислам сега, ние Мерко го познаваме, значи, тој е долго време во политиката, заради своите баханалиски трошења на народните пари од општината, му се излезе во пресред не само нему, него на сите градоначалници, кои што безмилосно ги трошеа парите и нерационално, да бидат помогнати со буџетски средства. Ама сега и тие ги имаат потрошено, и како да ги покриеме дупките кои што ги имаат направено, меѓу друго направено е тоа, во струга нема дивоградби, ама има дивоградби. А што има дивоградби, значи нема пари за комунали во касата. Што има дупка во касата, тогаш значи треба да се покрие од буџетот, тоа што се навикнати. Ама пошто ни во буџетот нема пари, од каде ќе ги најдеме парите? Сега слушате ме внимателно. Значи парите ќе се обезбедат и ќе се наменат за дел од нив за покривање на тие потреби на општините од средствата кои што ќе се добијат преку продажбата на државното земјоделско земјиште. Ево клучот. Так. И сега, пошто се наоѓаме во земјоделски регион, ја би сакал да апелирам до земјоделците многу убаво да се замислат што би можело да се случи. За илустрација, реков јас, меѓу другото, дека дојдов од пленарна седница. Пред 15 дена, по дитна постапка, помина Законот за земјоделско земјиште, во кој што на земјоделците, на кои што им беа раскинати договорите заради неплаќање на обврските кон државата, значи на закупнината, а тоа е по вина на администрацијата, но не и на самите земјоделци у најчест случај. Второ, постои инструментот за пребивање на обврската за
плаќање на закупнината со добивање на субвенција. Но еве сега се одлучија со измени во законот да не се раскинуваат договорите или тие што се раскинати доколку се плати, а зошто да не се плати. Некаде станува збор за минимални износ за буквално за 5 денари. Договорите да се останат активни, земјоделците да се ги платат обврските. Таа точка, тој закон не е на дневен ред на пленарната седница. Нели беше донесен во скратена постапка. Јас сум председател на комисијата во Собранието за земјоделство, шумарство и водостопанство. Следниот ден ја ставив, свикав комисија со дневен ред од 10 точки. Првата точка беше законот. За да што побрзо излеземе во пресред на земјоделците, да се чувствуваат сигурни, да се ја задржат земјата која што ја користат под закон. Од тие 10 закони кои што поминаа на комисијата, 9 се на дневен ред на пленарната седница, само овој 10 кој што беше прв, не е. Сакам да напоменам лицемерието, дволичноста и неискреноста на власта кон земјоделците. И преку овој пример, и преку примерот на неисплатени субвенции, и преку примерот на одбивање на предлози од страна на опозицијата да им се помогне на земјоделците. Дали на тутунари, дали на оризопроизводители. Еве сега, утре започнува со работа Комисијата за финансирање и буџет, матична комисија, каде што ќе се разгледува ребалансот на буџетот. Прво, што значи ребаланс на буџет? Тоа значи да си бидеме на чисто, дека владата која го проектирала буџетот за 2021 година, уште во стартот промашила. И промашила проекциите. Све промашила. И сега потребен е ребаланс. Ребалансот нема врска. Значи, ребалансот е отворено, тоа јавно го кажувам, увертира во подкуп за локалните избори. Уништи од се, тоа е праксата, која што оваа власт сака да спроведе. Нашата пратеничка група, ова веројатно ќе ги интересира земјоделците во регионот, во консултација од претходно со оризопроизводителите, предложивме затоа што од претходната реколта многу малку е откупен оризот и арпата, да се обезбедат 140 милиони денари за покривање на ценовата разлика, всушност па сега нема ни цена. Нема и цена, така. Но да се одвојат некои си 4-5 денари по килограм за секој по килограм бел ориз, за секој производител, оризопроизводител. Да. Минатата година кога се правеше ребалансот, таа тема беше актуелна. Не одбија. Не одбија со едно едноставно објаснување, амандманот не се прифаќа. Зошто не се прифаќа? Кои се причините? Не добивме одговор. Сега истиот амандман го предлага. Како што предлагаме прочистување на Бугарскиот канал и на изградба на гумена брана која што ја параат оризопроизводителите, посебниот сифон таму некаде на кракот кај Свети Николи и така натаму. Значи едно 4-5 амандмани кои што ги концепиравме заедно со колегата, односно пратеникот од овој регион, со Левков, со Благица Ласовска од Свети Николе и со пратениците од Штипскиот регион, од Штип односно. Да. Значи, како најзасегнати, прво луѓе кои што ја познаваат проблематиката земјоделството, второ луѓе кои што доаѓаат од земјоделски региони, и од Кочани, и од Свети Николе, и од Штип. На крајшта јас, веројатно во поновата историја, сум човек кој што најдолго време бил, скоро 7 години, министар за земјоделство, и многу добро ги знам проблематиките земјоделски, особено оризопроизводството, ако ништо друго. И ја имам таа воспоставено соработка уште од 2009 година, започната, и еве до ден денеска, јас со оризопроизводителите соработувам на најдиректен начин.
Така да, еве, изборно ги информирам, дека сме мислеле на нив, дека ќе поднесеме амандмани, но оваа власт таква каква што е, све што е од полза на земјоделците, ние уште од сега знаеме дека ќе го одбие. Ама затоа до крај ќе се бориме, а ако ништо друго... Да, меѓутоа идат и избори, може би ќе се помислат малку. Дај Боже. Знам дека во буџетот на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството имаат одредено зголемување во однос на минатата година, ама тоа зголемување е насочено пред се околу исплата на заостанати обврски кои што ги имаат кон земјоделците за субвенциите. Ама тие многу се. Значи, обврските кон земјоделците неисплатени се над 100 милиони евра. Нема толку пари во држава. Криза тешка, следната влада кога ќе дојде, Бога ми, прво што треба да направи е да се седне, значи честно, со сите земјоделци, да се направи една анализа во состојбата, да не се сокрие ништо, сите да бидеме свесни каква е состојбата и сите да направиме план, стратегија, како понатаму да работиме, за да можеме да се извадиме од ова зло кое што ни е нанесено, затоа што ви уверувам, ништо не е како што беше до пред 4 години. Апсолутно не. Барем некој сектор да одеше напред. Ништо. Еве сега, сигурно знаете, сакаат да направат закон за воведување на пашарина за пчелите. Да, имавме прилог за тоа неодамна. Не знам што да кажам. И пчелите ќе плаќаат данок за пасење. Да. На државна територија. Ако ништо друго, тогаш еве производителите на мед, тогаш тие треба да бараат од овоштарите или од државата таа да им плати, затоа што доколку значи највредното суштество на планетата, најкорисното, доколку не се пчелите, нема да имаме ни земјоделие, нема да имаме храна. Овоши и така натаму. Значи тие треба да им плаќаат. И нашата цела значи политика во делот на развојот на пчеларството беше во воспоставување со соработка со пчеларите. Значи садење на нови дрва медоносни на кои што ќе бидат поставени семејства од пчели или развој со овоштарите или како да кажам со оние одедувачи на чај и така натаму, се во насока... Да се поврза тој круг за... Затоа што Македонија е скромен производител на... Ние едва да имаме 1000 тони годишно производство на мед. Да. Ама имаме квалитетен мед, и планински, и полски, и ливадски, и секаков. И треба само да го развиваме сето тоа. Значи, производството. Со пашарина нема да развиваме. Меѓутоа, со пашарина, со укшеен намет, тоа не. Да. И сакам повторно да алармирам за законот кој што се сака да се донесе, а тоа е законот за продажба на државното земјоделско земјиште. Да бидам искрен, 2012-13 година претходната влада донесе таков закон. Но, од тогаш до сега, ниту еден сантиметар државно земјоделско земјиште не е продадено. Имавме пилот проект, неуспешен, направивме за 2 години последни програми за продажба, со дефинирани локации, немавме соодветна понуда, односно, она што ни беше како информација најбитна од сите тие активности е тоа дека македонскиот земјоделец не е во финансиска ситуација да формира некоја цена за откуп на државно земјоделско земјиште. Да. И во таа ситуација, заради креирање на земјоделските политики, па и на субвенциите, заради креирање и продолжување на процесот на укрупнување на земјоделското земјиште, каде што многу често пати ќе треба да се интервенира преку парцели во собственост на државата, за да им се помогне на приватните да си ги окрупнат во блокови своите земјишни имоти, потребно е да си остане статус кво државното земјиште. Ние, тоа беше, ќе го признам ова, идеја на покојниот председател Љубисав Иванов Цинго, тоа беше мој предлог
и до влада и остана да се доразмисли во смисла да се направи добар проект како да се спроведе. А што сакам да кажам? Во руралните подрачја, во неразвиените подрачја или во подрачја што се на некоја одредена надморска висина, расположивото државно земјоделско земјиште требаше да се дава бесплатно на земјоделците, без никаква обврска. Но, меѓу другото, ќе се склучи договор, тоа мора да се обработува и со оглед на тоа дека на вистина се обработува, да се користат сите субвенции кои што на секој земјоделец му припаѓаат. Значи, ние сакавме да направиме проект кој што ќе значише дека што повеќе ќе се активира, ќе се обработува земјоделското земјиште и на што поефикасен начин, на поефикасен од овој бесплатно да им се даде. Да. Не на социјални служители, туку на земјоделци кои што сака ќе работат, ќе произведуваат, да го ефектуираат фактички. Зошто го кажуваме ова? Затоа што еве сега ќе бидеме многу скоро сведоци. Храната ќе биде стратешки производ. Да. Подеднакво и на нафтата и на водата. Така ќе биде и храната. Колку поголемо производство на храна имаме, значи земјоделско производство, толку ќе бидеме независни како држава. Прво ќе си ги покријаме собствените потреби за прехрана, а второ ќе можеме и да извезуваме. Македонија е ориентирана природно да биде извозна држава со земјоделски производи. Ние секогаш имаме вишок на производство. Сакавме да го развиеме и преработувачкиот сектор како еден, како да кажам, фактор кој што ќе ги регулира пазарните вишоци, да може да ги превземе, да ги преработи и со нивната преработка со една ново додадена вредност за поскапи пари да може да се продаваат тие земјоделски производи. Но се случи 2016 година, изборите, формирањето на владата и еве сега ние наместо да се развиваме, макар барем еден проект да беше изреализиран, сето тоа се закочи. Македонското земјоделство бележи страшен пат. Како никогаш досега македонските земјоделци се обесправени, понижени, навредени, изманипулирани и излажени. Дали во вакви услови може да се гледа иднина и развој? Господине Димовски, оваа тема веројатно е неисцрпна за вас. Навистина со вашиот 7-годишен, рековте, мандат како министер, ги знаете сите детали, би рекол, во тој дел, па и пред се во производство, кое е особено битно за нашите гледачи, за нашите сограѓани. Меѓутоа, сега доаѓаме за тоа ќе имаме и веројатно друга можност да поразговараме многу повеќе, многу пошироко. Сега доаѓаме во период кога полека забревтуваат моторите околу изборите. На 3-4 месеци сме пред локалните избори, кои политичарите и аналитичарите, би рекол, ги оценуваат како многу битни, многу значени. Какви се тука вашите видувања и каде е тука Социјалистичката партија на Македонија, предпоставувам, во коалицијска координација со ВМРО ДПМН? Вака, ние политичарите за сите избори кажуваме дека се одлучувашки. Да. И дека се многу важни. Точно е тоа дека сите избори се важни. Аналогно на ова што рековте дека е катастрофална состојбата во повеќе сфери, значи многу се битни сигурно. Овие локални избори престојни се со навистина сериозна важност за иднината на македонската држава. Значи, употребувам тешки зборови, меѓутоа тешка и состојбата. Зошто го кажувам ова? Ние, како коалиција, македонскиот народ, сега да прашам, дали некој од политичариве од друга на страна зборува за македонски народ? Зборува за граѓани, зборува за ова општество и така. Јас зборувам за македонски народ и за македонска држава. Сензитивно е тоа, бидејќи има и други. Значи, македонски народ. Разбирам повеќе. Ние, без оглед на тоа што сме лево ориентирана партија, но за левата идеологија секојаш биле иманентни националните прашања, подеднакво на социјалните прашања. Од 2004 година, малку историја,
кога ја воспоставиме коалицијата со ВМРО ДПМН, тогаш преку учество на, ако се сеќавате таа коалиција третиот пат, со Васил Тупурковски и Павле Трајанов, единствено ние останавме честни и приврзани. Да. Ние тогаш процедивме дека после донесувањето на законот за територијална поделба на Македонија, дека работите ќе се движат во лоша насока. И националните интереси беа основата кои што се поклопија со ВМРО ДПМН, за да почнеме да соработуваме. До ден денеска не се има ништо променето. Многу работи направивме, многу работи подобривме, но за жал народот 2016 година одлучи така. И за наша жал, но мислам дека веќе и самиот народ жали. Но сакам да кажам. Добре, тогаш се направи една коалиција за да ја предводи државата. Ја добивме победата. 2 гласа помалку, тачно, а се направи коалиција. Тогаш пак одигра Дуј. Да. Сакам да го кажем ова. Никогаш ние не да не сме го излажале, туку не сме се и осмелиле да го лажеме народ. Затоа што народот не може да се лаже. Денеска може да излегува на површина, да? Меѓутоа свеќе се излезе на површина. Така да и оваа прилика. Значи, најодговорно тврдам дека овие избори се како никогаш досега важни. Прво, да си ја вратиме власта кај македонците, конкретно зборувам за Кочани, за Чешиново, Облешево и за други Зрновце општини, да. Затоа што народот заслужува да има градски татковци, односно совети, кои што ќе водат грижа за сите проблеми со кои што се соочуваат секој еден од жителите во општините, во регионов. Второ, добриот резултат и победата, што поголема, во што повеќе општини, за нас е само првиот чекор, затоа што нашата крајна цел е да ја освоиме и централната власт. Значи да можеме да формираме влада. Хипотетички постојат можности, доколку вака се развива ситуацијата, да има избори предвремени, парламентарни, вонредни, какви да ги крстам, и за време на одржувањето на локалните избори. Но, без друго, такви ќе има предвремени, а тоа ќе биде следната година некаде напролет. Неодржливо е ова. Многу скоро ќе се убеди во тоа народот, ова што го зборам заради тоа што можеме ние и 10 ребаланси да донесеме, ништо нема да се подобри. Ако пари нема, ако нема уште некој плюс ќе заработи и мислам на некој нечесен начин и така натаму. Затоа велам дека изборите мораме да ги добиеме, за да ги добиеме мора да се изорганизираме како што треба. Впрочем, мојата посета во Кочани и во регионот е токму од тие причини. Денес председателството на Социјалистичката партија на Македонија, че највисокиот орган на партијата, има седница во Чешиново, Облешево, на кое што ќе присуствуваат сите председатели на општинските организации на СПМ од третата изборна единица. Ние сме партија која што е отворена кон своето членство и кон народот и сакаме да бидеме присутни секаде. Еден начин на тоа присуство и на тоа зближување е токму седниците да ги одржуваме таму каде што ќе процениме во овој момент. Што се вели на терен. На терен. Значи, целото председателство од 15-16 члена колку што е, и сите председатели на општинските организации од трета изборна единица. Што значи тоа? Од Зелениково, од Велес, Свети Николе, се до Печево, Бугарија, Чешиново, и така натаму, и така натаму, све. Така. Значи до Македонска каменица. Да. Сите тие ќе бидат присутни на седницата
и на кое што ќе отвориме сериозни прашања, но ќе започнеме со заокружување на планот на програмата која што имаме. Прво околу самостојно започеток од учество партиско на терен, прво со нашите членови, после тоа со жителите, односно со граѓаните, а после тоа во координација со ВМРО ДПМН, односно со сите останати политички партии кои што се членки во коалицијата, ќе ја тераме таа големата кампања предизборна. Од тие причини сме многу интензивно вклучени. Ние на 16 јануари оваа година го имавме конгресот, кога се избра и председател и се избра целото раководство од Републички одбор, од председателство, од подпредседатели и извршни секретари, патем подпредседател на Социјалистичката партија е наш член од Чешиново Облешево. Значи, максимално се отвори партијата. Нема изборна единица во Македонија од каде што ние немаме член во председателството на партијата. И од таму имаме сериозен заред. Значи, од 16 јануари до ден денес, иако имаше услови на полициски часови, на пандемијава, на сите овие ризици и така натаму, се направиме да се самозаштитиме, да ги заштитиме луѓето, и ние не престанавме со организирање на непосредни состаноци или онлайн, како што штите работеа, но сакавме да го направиме, да го зацврстиме костур на партијата. Ние не сме мала партија, ние сме 162 општински организации низ Македонија. Значи, после ВМРО ДПМН и СДСМ, трета политичка партија која што има толку широко разграната партиска мрежа и инфраструктура, сме ние. Така. Ако немате да додадете нешто овде, би го завршили разговорот поради времето, инаку можеме да зборуваме, претпоставам, многу повеќе, теми има многу, актуелен е моментот од повеќе аспекти, а и вашите сознанија се добре дојдени за гледачите, за граѓаните, бидејќи во овој период навистина секој сака да слушне информација повеќе за да види каде, што се случува, што ќе биде и така натаму и така натаму. Јас само да ги поздравам моите земјоделци. Она што започнеме да го работиме со турските сорти, со Халили Беил, со Гала и така натаму, каде што имаше успешен принос по единица површина, проект кој што за жал е прекинат, а кој што имаше концепт да преку производството на тие турски сорти на ориз обезбедиме непречен пласман на македонскиот ориз на 10.000 тони се договорени од Македонија секоја година да се пласираат на пазарот на Република Турција без царина. Тој е подпишан договор. За жал го напуштија претходни министриве, после мене што дојдоа. Турција не е членка на ЕУ, може, затоа на ЕУ. Се шегувам. Значи, Турција месечно троши 12.000 тони ориз. Месечно? Месечно. Значи, ние за еден месец... А ние треба, имаме подпишано договор за 10.000 тони. А ние имаме производство од 15.000 тони. Така да, ќе дојдат многу подобри времења, само со главата горе, достоинството да си го задржиме, образот и лицето, и да гледаме напред. Заедно ќе ги решиме сите проблеми. Така. Ви благодарам за разговорот и ви посакувам успех во работата која ја туркате и на политички план и воопшто во животот. Ми беше задоволство. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Љупчо Дивовски, председател на Социјалистичка партија на Македонија. На Македонија нема Северна Македонија. Не, тоа. Верувам дека слушнавте добри информации, стручни пред се земјоделците кои сигурно дека се во контакт со се оно што се случувало во изминатите можеби деценија и пол заедно со тогашниот министер за земјоделие. Значи уште еднаш ви благодарам за вниманието со кое наследевте, пријатно и довидување.